Повеќе од 2 години живеат без струја. Исклучена им е поради заостана долг од околу 220.000 денари. На овие минусни температури се топлат само со гранки кои што ги собираат во дворот и околијата. Но за жал и шпоретот на дрва чади од сите страни и е во лоша состојба. Вода имаат само во дворот, немаат купатило. Личната хигиена ја одржуваат капејќи се дома во метално корито. На сличен начин мијат и садови. Оваа импровизирана лимарија пак е тоа што тие го нарекуваат тоалет. Вака изгледа жалната животна судбина на трочленото семејство Ѓорѓиеви од Прилеп. Тешко, вакви услови е тешко да се живее. Тешко е на минус 20 степени, да се носи вода од надвор постојано во шишиња. Личната хигиена се одржува тешко. Собираме гранчиња во дворот од дрвијата и со нив се топлиме. Мувлата е декор на сите ѕидови во куќата. Скршените прозорци ги покриваат со кебиња за да не им студи. Живеат само со минималната пензија на Зорка Спирковска и мала социјална помош, но тие средства не се доволни за да се подмират сите животни потреби, а требаат и средства за школување на синот на Македонка, која што за жал не е работоспособна за тешка физичка работа. Едвам ги задоволувам потреби за лекарство и за храна, понекогаш и често и тие потреби позајмуваме пари. Барам да ми се прости долгот, за да можам понатака да го заструја, за да можам понатака да го продолжам животот. Ако е можно да дојде до реновирање на мојот дом, бидејќи постојано живеам во мувла, исто барам да за мене вработување, за да можеме нормално да си ги плаќаме сметките и потребите за храна, да можеме да си имаме за храна и да ги подмируваме сметките. Ѓорѓеви се надеваат дека институциите ќе ги слушнат овие нивни молби и апели и ќе им овозможат достоинствен и нормален живот.